Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новата емисија на Супер Звезда. Еве ви мафтам јас и моите драги другарчиња, ви мафтаат, ајде прво да се пробаме десно раче, лево раче, како беше планот, ајде сега со нога да им мафнеме нашите гледачи и да им испратиме безброј бакнежи од едно од најубавите места во Република Македонија. Каде сум денеска гостин? Во Во Вевчани, почитувани гледачи. Вевчани е познат по многу работи. Денеска ќе откриеме по што се не, инаку еве јас веднаш како што овдека пристигнав. Денеска морам да ви кажам дека сум многу топло, срдечно и гостолюбиво примен, така да ви благодарам на сите. Ова се моите драги пријателчиња кои што се ученици во основното училиште кое што се вика како? Страшо Пинџур, едно од најубавите училишта во Македонија, кој има, верувајте ми, фантастичен поглед, нешто што ретко кој училиште во Македонија го има. Така да денеска ви ветуваме многу убава, многу интересна и возбудлива емисија, а на вас, почитувани гледачи, останува само да бидете со нас до крајот и да уживате во оваа прекрасна емисија. Ајде сега да им пратиме бакнежи и да ги поканиме да останат со нас. Бидете тука. Почитувани гледачи, се враќаме во програма. За оние кои малку подоцна се вклучија, денеска Супер Звезда е гостин во едно од најубавите места во Република Македонија, а тоа е местото наречено Вевчани. Јас и моите драги пријателчиња од основното училиште Страшо Пинџур. Денеска веќе имаме можност малку да поразговараме. Така да, за почеток, здраво, живо, дечки, како сте? Добри сте. Денеска, еве, јас сум специјален гостин, сакам да ви заблагодарам што убаво, топло и срдечно ме примивте. Вака да ве представам сега, да не одиме еден по еден, да кажам дека имаме ученици од 4-то, 6-то, 8-то и 9-то оделение. Така ли е? Убаво ли се дружите во вашето училиште? Да? Учите сите? Да. Ајде да видам кој има петки да крене рака. Браво! Браво, сега сме уште на почетокот на школската година, до крај ќе видиме дали ќе остане, но не се сомневам дека тоа ќе биде така. Инаку сакам да ве прашам, како е да се живее во Вевчани? Еве, може ли да те прашам прво тебе, Злато, како ти е името? Анастасија. Анастасија, кажи ми, како е да се живее во Вевчани? Супер. Да, ова место изобилува со што? Со вевчански извори. Значи, кажавме едни од најубавите, препознатливи извори кои ги нема на ниту едно друго место. Вевчани е познато по уште една манифестација која што секоја година се одржува. Како се викаше? Вевчанскиот карневал. Вевчанскиот карневал. Учествувате ли вие, дечиња? Дали некој од вас бил на Вевчанскиот карневал? Браво, Злато. Ти што правеше, Злато? Носе маска. Ти носеше маска. А ти, Злато? Јас играм. А ти играше. А учествуваше ли некој друг овдека? Ти, Злато, што правеше? Се ужав. Браво. Уживате ли додека се случува карневалот? Да, дали е тоа празник за цело Вевчани? Да. Може ли да го откриеме датумот за оние кои не биле да знаат и да можат нареднава година да дојдат? Значи, во кои денови се одржува Вевчанскиот карневал? 13 И 14. 14 јануари, значи за Василица може да се каже, тоа е ден пред и денот на Василица. Значи се случува Вевчанскиот карневал, еве веќе добивам информација. Кога започнува? На 12. На 12. Доаѓаат ли од разни градови низ Македонија, па дури и светот? Некои вака познати ваши пријатели од Вевчани кои живеат во странство се враќаат тогаш тука? Да. И за карневалот сите заедно се дружите? Да. Сега сакам да ја прашам малку да се навратиме на убавините кои што ги има Вевчани. Кажавме дека има прекрасни вевчански извори. Каде се наоѓаат вевчанските извори? Во Горна Мала, нагоре од Срецелото. Значи во Горна Мала, нагоре од Срецелото, тие се блиску или далеко? Дали. Кажете ми вие, повремено, дали одите тамо да се прошетате, да уживате, еве кој ќе ми даде одговор? Колку пати на пример во месецот одите тамо? Па 10-20 одиме ние со мајка ни. Значи тамо го користите местото за уживање, за разонода и за дружење, така? Одите само со родителите или некогаш и од училиште ве носите? А и од училиште, значи се оди училиште. Супер, ги покануваме ли сега сите, цела Македонија, кои што не били и не знаат, да дојдат и да го посетат Вевчани? Да. Точно ли е дека е навистина едно од најубавите места во Македонија? Затоа ја правиме оваа емисија, почитувани гледачи, еве во следните минути ќе имате можност да уживате во патеписната репортажа и да ги погледнете убавините на Вевчани, така да еве ве оставаме во овој момент и ве препуштаме на прекрасните сцени од оваа фантастично место, да може да уживате и навистина да се уверите во невидените природни убавини. Уживајте.
А сега се враќаме во програма почитувани гледачи. До мене се наоѓаат 4 куклички кои што учат во 4-то одделение во основното училиште Страшо Пинџур. Еве да ги представиме. Здраво, Злато, ти се викаш? Винограда. Винограда, прекрасно и многу уникатно име, да се ми жива и здрава. Здраво за? Кристина. Здраво, Кристинче. А сега ова женска се вика? Верица. Верче, како си бе, добра? Драживо и здраво за? Мартина. Мартина. Дечки, како сте, добри сте? Да. Ајде, ќе ми кажете ли нешто повеќе? Како е во училиштето? Супер. Ова е едно од најновите училишта во Македонија. Значи, вие пред колку години почнавте да учите овде? 3. Пред 3 години. Имате ли ваши омилени предмети? Да. Еве, кој е твојот виноград? Мене ми е македонски јазик и музичко. Ми музичко, на македонски што правите? Што учите? Рецитираме, учиме песнички, пишуваме. Имате домашни? Да, многу. Прекрасно, јас сум ги обожавал. А сега да ми кажеш ти, Злато, кој е твојот омилен предмет? Мојот омилен предмет е математика. Математика, додека на некој им е тежок, тебе ти е лесен, така? И лесно ти оди све тоа множење, делење, одземање, собирање винограда. Свират ли некои дечиња во вашето училиште на некој инструмент? Да, На кој? на кавал, хармоника. Леле, колку прекрасно, да ме викнете на некој часовите, ја да ви запеам договорено. Еј, колку убаво да сте живи и здрави. Видиш вие колку убаво си поминувате. Браво. От ти, Злато, ќе ми кажеш ти кој е твојот омилен предмет? Математика. Математика, и ти сакаш математика. Што сакаш повеќе? Собирање и одземање или множење и делење? Множење двете. Множење, делење, браво. А Кристинче, ти не ми каже, имаш ли ти омилен предмет? Да, ликовно. Ликовно сакаш. Еј, прекрасно, значи ти си уметничка душа, сакаш да црташ, така? Да. Што најмногу ти оди вака, што најмногу сакаш да црташ? Па нешто човек, македонско знаме. Да си жива, здрава, ти си, значи, голем патриот во душата, да си жива и здрава, супер. Како ви е животот во Вевче? Добар. Се дружите ли вие заедно? Да. Дали си играте игри надвор од дома? Знаеме сега, децата многу седат дома, играат со компјутери, со таблети, со мобилни телефони. Во Вевчани дечињата дали играат надвор? Да. Кои игри најчесто ги играте? Кришмиш, Браво, друго? скокање на јаже, Кукање на јаже, винограда? фудбал, кошарка, ракомет. Некој тренираат ракомет, некој фудбал, некој кошарка. Има ли условија овдека во Вевчани, да? Да, овде во Вевчани имаме една убава голема спортска сала. Така, одите ли во центарот на Вевчани, се дружите ли таму? Да, таму има едно игралиште и таму играме фудбал, играат машките фудбал, ракомет, кошарка. А девојчињата се дружат. Да. Супер. Ајде сега да им мавтеме на сите што не гледаат, да им пратиме многу бакнежи, а јас вам да ви заблагодарам што бевте дел од ова наше денешно дружење во емисијата Супер Звезда, а сега, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму. А сега, почитувани гледачи, имам можност да разговарам со 3 прекрасни женски, овдека до мене се наоѓа. Ева. Ева, како си, Ева, добра си? Добра. Браво, здраво, Иза. Зорица. Ева, Зорица, како си, бе, Зорица? Добра. Многу ми е драго што сте весели и насмеани, исто како и... Кристина. Ете, Кристинче, здраво и за тебе, како си, што правиш? Добра. Како што кажа, вие сте ученици во основното училиште Страшо Пинџур и сите одите во кој оделение? 6. Во 6-то оделение. Убаво ли е да се оди во Страшо Пинџур? Да. Интересно ли е да се учите? Да. Кажете ми сега, еве да почнеме од тебе, кој е твојот омилен предмет? Музичко. Музичко, тоа што значи дека ти кога ќе пораснеш што сакаш да бидеш? Пејачка. Браво, да си ми жива и здрава. Какви песни ќе ни пееш? Народни, забавни? Да. Мешано и едно и друго. Да. Се што е убаво, се што е добро. Сакам да те прашам, вака да ми кажеш, што правите најчесто на часовите по музичко? Дали свириш и некој инструмент? Да. На кавал? Свириш на кавал, да. Убаво ли е да се свири на кавал? Да. Поготово овдека во Вевчани, каде што може да одекне звукот на кавалот, дури и вака низ планините. А кажи ми, Злато, кој е твојот омилен предмет? Македонски јазик. Македонски јазик, прекрасно. Што правите на час по македонски? Па читаме, пишуваме, Читате, пишете. раскажуваме, пишуваме состави. Браво, сколку убаво. Ми кажеш ли ти, Злато, кој е твојот омилен предмет? Математика. А математика, леле, колку убаво. И што правите по математика? Решавате задачи? Да. Има ли тешка задача за тебе или сите ги решаваш од прва до последна?
Па, има и тешки, има и лесни. Има све, но сепак се справуваме со сите предизвици и кога некој сака, нема нешто што може да биде тешко. Ајде сега вака да ве прашам, како е животот во Вевчан? Добро. Живеете ли тука? Да, убаво е да се живее овде, нели? Да. Морам да кажам дека Вевчан изобилува со неверојатно чист воздух, многу убава клима, прекрасен амбиент и атмосфера. Значи, секој што дошол овдека еднаш, сака дефинитивно повторно да се врати. Знаете ли дека јас сум еден од оние кои секоја година доаѓа овдека во Вевчан? Не сте знаеле, затоа и дадов иницијатива денес да дојдеме и да направиме едно вакво снимање, да може да ве покажам, еве вас, најпрекрасните дечиња кои што живеат во најпрекрасното место, да може цела Македонија, па и цел свет да не види. А сега сакам да ве прашам, кога вие шетате во Вевчани, каде најчесто одите, ева? Кое е твоето омилено место? Вевчанските извори. Вевчанските извори. А ти, Злато, каде најчесто сакаш да одиш? Па, ние со другарките одиме во кај Вевчанските извори. И тамо си се дружите, си шетате, браво. Одите често? Да, одиме често. Супер. А кажи ми ти, Злато, кое е од твоето омилено место во Вевчани? Изворите. Изворите, значи тоа е место кое ви е во срце на сите, така? Да. И значи често одите на Вевчанските извори и Да. посетувате еднаш во неделата или во месецот, како му да е? Па во неделата. Таму е убаво да се оди во секое време, и зима, и лето, или во летниот период е подобро, а во зимата може би е малку поладно. Во летниот период е подобро. И одите да се разладите кога температурите се високи секаде, таму одите да уживате, така? Да. Супер, сите што не биле и не ги виделе да ги поканиме ли да дојдат Да. на Вевчанските извори, да видат каква чуда е тоа, каква убавина има. Сепак не се само Вевчанските извори тука, почитувани гледачи, морам да кажам дека Вевчани изобилува со традиционална архитектура, значи од старите вевчански градители, оние куќи кои што се направени, иззидани до ден денеска еве стојат овде и може да се видат, значи ќе уживате во сето она што Вевчани може да ви го пружи. Луѓето се неверојатно нешто, значи се топли, срдечни, неверојатно гостољубиви, а морам да споменам големиот број на угостителски објекти, на ресторанчиња, кафанчиња и такви работи кои што се пред, за, тука, некаде и околу изворите и распространети низ целото Вевчани, прават во ова место да се чувствувате навистина посебно. Така да сите кои што не сте биле, ги каниме да дојдат овдека. Сега да им пратиме бакнежи на сите што не гледа. Почитувани гледачи, еве, тоа беше еден дел од нашето денешно интервју, а сега правиме кратка пауза.
Тоа беше се за денеска, почитувани гледачи. Дечиња, како си поминавте? Добро! Уживавте ли во нашето денешно дружење? Да. Јас ви благодарам на сите што бевте дел од денешната емисија на Супер Звезда. А сега за крај, ајде да ги кренеме рачињата и да им мафнеме на сите наши гледачи, да ги поздравиме и да им пратиме безброј бакнежи. Чао, 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 пријатно и до гледање. Ве очекуваме. Оние кои што биле, нека се вратат пак, а оние кои што не дошле, задолжително да дојдат и да го посетат Бевчани, до следната емисија, бидете живи, здрави, слушајте ги мама и тато и се гледаме. Чао, пријатно и до гледање. Мафтаме. Чао!